Председателот е тој или председавачот кој што одлучува согласно деловникот. Ние имавме ситуација на оваа комисија. Кога се закажуваат седниците, кога се прекинуваат седниците. Замислете некој од опозицијата вакво нешто на председателот на собранието да му направи. 3 часа. Мислам дека јас имам деловници. Тоа би било крајно некоректно. Мисовски. И пратениците, господине министер, имаат право да зборуваат кога председавачот ќе им даде збор. Не влегувате во дебата, вие си имате. Не, ме прашува министерот. Ме прашува министерот. На вашата дискусија. А вие што си имате со министерот? Да, но господине Ѓорчев, јас ја прекинав седницата. Оти вие побаравте. Прекинавте затоа што не може да ја прекинете, затоа што јас ова што го правите не е во ред. Тоа сакам да ви укажам. Вие со силата на мнозинството можете да им наредите на службите пренесот да оди во ист момент. Молам, немој да го прекину. Но јас ја завршив комисијата. Еве, од најблиското кафеле се врати првиот пратеник од СДСМ. Океј, ви реков. Тања Томич, убаво е што дојдовте на вашето работно. Но господине Ѓорчев, Тања Томич не е предлагач на амандманот. Гордан Ѓоргиев е. Бидејќи го побаравте, ви реков ќе ви го тоа овозможам и затоа ја прекинав седницата. И јас сум должен да ви го укажувам, господине Ѓорчев. Вие се можете да направите на сила. Го имате мнозинството, ги имате институциите, можете да не избркате од салата ако сакате. Тоа можете да го направите. Тоа знам дека може да го направите. Стирам вие да бидете во салата. Значи тоа знам дека може да го направите. Но јас ја прекинав седницата, вие наредивте на службите преносот да оди во тек. Така да тоа е класично насилие што го промовирате овде. Светската банка веројатно и странските представници во Македонија следат овој председател. На Македонија. Значи, што вели Светската банка? Светската банка вели, во врска со ефтиното заложување што треба Македонија да го добие од Светската банка, а на која се спротивставува македонската опозиција. Значи, Светската банка многу убаво. Ве молам ако може господин Тања Томич да не ме прекинувате. Може да Владко. Да. Владко. Значи, во врска со ефтиното заложување што треба Македонија да го добие од Светската банка, а на кој се спротивставува македонската опозиција. Хансел нагласи дека тој е доказ за добра политика, повторувам, за добра политика и одржливоста на долгот на Македонија. Значи, не било кој Светската банка вели Македонија има одржлив долг. Тие велат имаме одржлив долг. Таа иста Светска банка за Италија вели дека нема одржлив долг. И затоа мораше да се инсталира еврократска влада, односно требаше да дојде Марио Монти за да спасува италијанската економија. Да. А СДСМ ни вели грчко сценарио. Па грчко сценарио ќе беше Македонија да имаше 5 години рецесија. Ние имавме само една година рецесија, падна економијата 1%. А грчко сценарио тоа значи конкретно вкупниот БДП на Грција пред да почне кризата беше околу 270 милиарди долари, сега паднат некаде на околу 210-220. 50 милиарди годишно Грција губи. 50 милиарди годишно ги чини ова. И некој сака во Македонија да дојдеме во ситуација да губиме 5 милиарди годишно, 500 милиони годишно. Доколку ние го имавме Бранко Цренковски, ние ќе имавме грчко сценарио. Доколку ние го имавме Бранко Цренковски, ќе имавме девалвација на валутата. Доколку ние имавме влада од Бранко Цренковски, од Илјо Илјовски, од Владо Димов и многу други, ние ќе имавме се она што во моментов се случува во Грција. Значи, поднатаму, што вели Светската банка? Значи, уште еднаш тие велат на која се спротивставува македонската опозиција. И што вели представникот на Светската банка? Нашата буџетска подршка следи доста строга проценка на макрорамката, а нашата проценка е дека таа, како и одржливоста на долгот, е соодветна, после направени бројни анализи. За нашиот борд на директори му препорачуваме да одобри ваквата подршка. Значи, Македонија добива подршка од Светската банка, а Македонија добива скршена нога од СДСМ.
Светската банка се грижи за Македонија, СДСМ не се грижи. Светската банка води грижа за интересите на Македонија, Изет Зекири не се грижи. ДПА не се грижи за македонската економија. Тито Петковски не се грижи за економијата затоа што се потпишал на сите тие амандмани. 900. Горан Мисовски не се грижи. Игор Ивановски не се грижи затоа што се потпишал на 900 амандмани и вели голема работа ако не се донесе буџет. 300 милиони евра, министре, ќе чини Македонија. Кај да најде Македонија во оваа ситуација 300 милиони евра? Кај да најде Македонија 300 милиони евра во оваа ситуација? Па многу поголеми држави не може да најдат толкови пари. Понатаму, што вели Светската банка? Велејќи за владата. Таа ја поддржува европската агенда, а и помага на Македонија и да биде по-конкурентна во однос на нејзините регионални конкуренти. Значи, Македонија е подобра од нејзините регионални конкуренти. Кои се нашите регионални конкуренти? Нашите регионални конкуренти се Грција, членка на Европската унија и НАТО, Бугарија, членка на Европската унија и НАТО, Србија, која што е доста поголема земја од Република Македонија, Албанија, која што нема блокади од страна на Грција, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Романија. Тоа се, добро е. Значи, тоа се нашите регионални конкуренти. И Република Македонија е подобра од сите овие регионални конкуренти. Значи, понатаму, вели таа ја поддржува европската агенда, а и помага на Македонија и да биде поконкурентна во однос на повеќе земји во регионот. Оваа влада, почитувани пратеници, за разлика од владите на Социјалдемократскиот сојуз, доби 4 позитивни извештаи од страна на Европската комисија. Македонија никогаш, повторувам, никогаш немала позитивен извештај за време на владите на Социјалдемократскиот сојуз. И би ги замолил пратениците Шекеринска и Бишевац да не ме прекинуваат и да не викаат. Оваа влада постигна укинување на визите. Ние претходно немавме никакво исполнување на делот на укинување и критериумите за укинување на визите. Она што Европската унија го побара од нас беше биометриски пасоши, понатаму беше реадмисија и исто така интегрирано гранично управување. Интегрирано гранично управување не беше спроведено ниту за време на мандатот на Хари Костов како министер за внатрешни, ниту за време на Љубомир Михайловски Джанго, ниту за време на Силјана Аврамов. Сакам само да ги потсетам луѓето кои работат во ова собрание. Не можете вака да упаѓате во говор на колега пратеник. Ова е врв на некултура, не можете да си дозволите без разлика колку години сте на политичката сцена, треба да ги знаете принципите на функционирање на собранието, кои што тргаат од парламентаризмот, а тоа е основно правило да не му упаѓате во говор на колега пратеник. Ве молам, господјо Шекеринска, немојте да упаѓате во говор на колега пратеник и ве молам, дозволете колегата пратеник да си ја заврши својата дискусија, зашто тероризирањето на целиот народ кој што го правите во последните 15 дена излегува надвор од контрола. Ако мислите дека јавноста не гледа што правите, сте сгрешиле. Фала на сугестија. Фала на сугестија. И било како. Ова е срамота. Вие не можете било како да... Ова е срамота. Значи, вие можете да правите насилство... Вакви представи само ВМРО ДПМН може да режира. Лоши, со очајни глумци, кои повикуваат да се растури ова собрание. Само некој за ова ќе треба и кривично и дисциплински и секако да одговара. Во моментов Владко Ѓорчев не се сеќава дека вчера